секако ќе обжалиме пресудата, како по основа, така и по однос на висина. Пресудата ќе биде обжалена во секој случај. Превисоко е определена оваа казна. Сметаме дека спрема нашата обвинета Клементина во никој случај не постои ова кривично дело убиство. Да, има преземено одредени действија, удар, меѓутоа од незиниот удар нема настанато смрт во никој случај. Вика да кажа дека било премногу упорно, ударите се го Па и сами видовте дека од безбедносните камери не се такви удари незините, кои би нанеле смрт. но се по глава. Да, се по глава, меѓутоа од незиниот удар не е настаната смрт и смртните последици. И не постои во ниеден момент прекин на рбетниот столб, односно на рбетниот мозок. Може ли да ни го појасните делото околу висините на одштетите што ги побара, кој колку на кого треба да се исплати уште? Со оваа висина. Нешто се споруваат суми од 9 милиони. Од по 9 милиони денари, точно не знам, на таткото и на мајката на Денис по 9, а на братот 8 милиони денари. Секако, само што ќе добиеме пресудата, уште сега ве најавуваме жалба. Мислам дека пресудата е драконска, казната превисока. Мислам дека една трагедија не се решава со друга трагедија. Ова за нас представува голема неправда, но не можем да ви кажем на околности на кои ќе поднесеме жалба, затоа што треба да ја добиеме во писмена форма. Веројатно ќе биде во делот на правната квалификација, како што најавивме уште од почетокот. Не постои ни најмал сомнеж дека постои овдека умисла кај обвинетите, но таков е ставот на судот и затоа сме ние тука да го оспориме и да поднесеме жалба. Во делото на одштетата се спомена сума од 9 милиони и 8 милиони кој на кого треба да му исплати, на мајката, на Тоа се на семејството на починатиот. Исто мислам дека ваква сума досега ниту еден суд нема досудено, превисока, но и во тој дел ќе се произнесеме дополнително. Меѓутоа сумата е за двајцата родители, за мајката И за братот. Судиката исто така кажа дека иако не постоела директна умисла во ова дело, која е основно или битието на делото е умисла, по самите удари, свесноста од последиците кои можат да настанат е доволен факт да се исполни битието на делото. Ви убедили во тоа? Па мислам дека и во тој дел не издржана е таквата констатација, затоа што во моментот кога се случува настанот не постои никаква умисла, а најмалку директна или евентуална, како што тоа го наведува судот. Самиот факт што обвинетите остануваат и му пружаат помош на сега починатиот ја исклучува секаква умисла. Каде би било тоа убиство и кои се елементите на убиството кога они му пружаат помош и остануваат до крај. Свесноста на последиците од ударите? Па не можат да бидат свесни затоа што тој е ракометар, тој е физички подготвен, со еден удар вие да убидете ракометар, тоа е апсурд. Тоа е апсурд. Тој е физички подготвен така. Да, ама мислам дека Тоа беше аргументот на судиката дека силината на ударите била клучна, дека тој бил силен. Па ако имате предвид дека Анџело има полуинвалидна рака, каде што има оштетувања, ракометарот на еден надпревар сигурно добива 10 пати посилни удари, но секако дејството на алкохолот си го направило своето. Он можеби ако бил бутнат само ќе паднел, но сега тоа е констатацијата. Затоа на сите овие елементи што се наведени, ние ќе поднесеме жалба на подобивањето на пресудата.